Следуваат пеколни жешки денови со температури до 39 степени. Од ДУХМР потврдуваат дека топлотниот бран е на прагот и граѓаните треба да се подготват. Нашето подрачје ќе биде под влијание на топла воздушна маса од југ, така што времето во следните денови ќе биде сончево и многу топло, со локална појава на облачност во текот на денот и дневни температури кои насекаде ќе бидат над 30 степени, а наместа ќе достигнат и до 39. Колкав период ќе биде присутен овој топлотен бран? Топло време очекуваме до средината на следната седмица, значи со високи температури. Високи температури ќе се задржат и во текот на ноќните часови. Што конкретно му предстои на источниот регион и Штип? Сончево и топло време и во источниот регион и во Штипскиот регион со температури кои во следните денови ќе бидат од 37, најтопол ден очекуваме во вторник, кога температурата на воздухот ќе го достигне и 39 степен. Првиот поголем топлотен бран потсетува дека Македонија секое лето останува незаобиколена од вонредно високи температури, а подотоците откриваат кои градови редовно се на врвот на листата на најжешки во земјата. На прво место е Гевгелија, по неа е Демиркапија, регион познат како најсув и најжежок во државата, со екстремни летни температури и каде е измерен историски рекорд од 45,7 степени Целзусови на 24 јули 2007 година. По него се Валандово и Струмица, каде имаат долги и интензивни топлотни бранови до 40 степен, додека Штип и покрај континенталната клима, жешки лета и сув воздух е пети на листата на најжешки градови низ Македонија. Интервју по повод 2 години влада имаше премиерот Христијан Мицкоски на Националниот сервис. Тој се задржа на сите крупни економско-политички, социјални и општествени прашања. Дали и кога ќе има конкретна одговорност за големите корупцијски случаи во државата за кои јавноста смета дека владата има одговорност. Ние не можеме да судиме. Ние можеме, и тоа никогаш не сме го ветиле, дека ние ќе судиме. Ние само сме ветувале и ветуваме и до ден денески тоа го работиме, а сега ќе ви дадам и неколку примери во кои што ние можеме да создадеме истрага, таа истрага да ја подкрепиме со докази, од тој момент па натаму е на судовите, не е на владата. Да, во притвор оди 30 дена и после тоа ништо не знаеме за тоа. Тоа не е тоа не го прави владата. Ние можеме до моментот додека се донесе одлука на судија во претходна постапка. Мицкоски го спореди присуството на инфлацијата во 2 критични периоди и растот на БДП за време на корона кризата и се уште актуелната енергетска криза. 2022-та 14,2. Еве, 14 сега е 4,5. 4,5%. И сега била проекција 3,5, тоа е што е. Еве се случи тоа што се случи 4, но не е 14. Да. 22-та година ние сме завршиле при раст на бруто домашниот производ од 2,8%, а сега растот на домашниот производ бруто е 3,1 во првиот квартал, очекуван до крајот на годината 3,5%. На прашањето дали конечно ќе има поевтини производи во маркетите, Мицкоски со одговор произлезен од неодамнешната средба со трговците. Во јули месец храната да биде 3%, под 3%. Под 3%. Таква цел зацртав. Да. И сега тоа има одредени услови. Тие услови кои се во еден или во 2 закона ќе треба да се направи одредена измена, која што ќе треба заеднички да ја усогласиме со дистрибутерите и со производителите. Мислам дека ќе најдеме заедничко тло и тоа ќе го направиме. Но тоа нека не биде заедничка цел, да цената на храната не биде над 3% зголемена на годишно ниво. Премиерот Христијан Мицкоски одговараше и на прашања сврзани со надворешната политика, капиталните инвестиции и безбедносни прашања. Без резултати и само дефокус веќе 2 години е владата на Христијан Мицкоски, изјавија денес од СДСМ. ВМРО ДПМН е пак повторно за молкот на Венко Филипче во врска со дипломатскиот скандал со Бугарија, нарекувајќи го негов политички избор, а не случајност. Точно 2 години од владењето на Христијан Мицкоски и неговата влада.
2 години во кои граѓаните наместо резултати добија лаги, дефокус и закани. Наместо подобар животен стандард добија економски колапс, најниски плати во Европа и раст на сиромаштијата на 22%. Наместо европска иднина, граѓаните добија изолација. Наместо правда добија политичка одмазда, закани и нарачки на процеси од собраниската говорница на телевизија и преку телефон. Економските резултати се катастрофални. За само 2 години владата на Мицкоски ја задолжи државата со 2,5 милиарди евра нов долг. Со дипломатскиот преседан од страна на Бугарија, односно со објавувањето на документ што содржи чувствителни информации поврзани со безбедноста на претседателот Мицкоски и неговото семејство, македонската јавност очекуваше јасна осуда и извинување од официјална Софија. Наместо тоа, добивме извртување на темата и бегање од одговорност. Од друга страна пак, од специјалниот бугарски пратеник Венко Филипче не слушнавме ниту еден збор осуда за објавувањето на оваа дипломатска нота, која е скандалозна по секоја основа. За Филипче, ова очигледно не е тема што заслужува реакција. Почитувани граѓани, молкот на Филипче е негов политички избор. Исто како што никогаш не реагира кога од Бугарија се негираат македонскиот јазик, идентитетот, историјата и културата. Со оперативен буџет од 4,4 милиарди евра, Македонија е прва балканска држава која стана дел од најголемата европска програма за поддршка на здравството, EU for Health, изнесе денес на пресминистерот за здравство Азир Алиу. Што ова ќе значи за македонското здравство? EU for Health е програма со оперативен буџет од 4,4 милиарди евра. Со пристапувањето на нашата држава добиваме можност за учество во повици, во грантови, јавни набавки, заеднички акции и европски партнерства со другите јавноздравствени системи. Договорот предвидува ослободување од ДДВ, од царини и други фискални давачки за добра и услуги финансирани преку оваа програма. Ова значи и поголем пристап до сите европски здравствени системи. Преку EU for Health, нашите здравствени институции и професионалци ќе имаат можност поактивно да се поврзат со европските мрежи на здравствени системи, да учествуваат во заеднички проекти и да користат алатки и искуства кои веќе дават резултати во земји членки на Европската Унија. Кои и какви ќе бидат придобивките на граѓаните од овој голем европски здравствен систем? За граѓаните тоа значи поквалитетна здравствена услуга, поотпорен здравствен систем и дополнителна сигурност дека здравствените политики што ги развиваме во нашата држава се усогласени со највисоките европски стандарди. Од 1 јули компаниите во приватниот сектор можат да започнат со исплата на регресот за годишен одмор, попознат како К15, при што минималниот износ годинава изнесува околу 19.116 денари. Сумата е пресметена врз основа на просечните нето плати за февруари, март и април 2026 година, чија просечна вредност е околу 47.790 денари, а согласно колективниот договор минималниот К15 изнесува 40% од таа основица. Право на К15 имаат вработените во приватниот сектор кои имаат најмалку 6 месеци непрекината работа кај истиот работодавач во текот на календарската година. Работодавачите можат да исплатат и повисок износ, доколку тоа е утврдено со колективен договор или внатрешна одлука на компанијата. За неисплатен К15, работниците имаат право да поднесат пријава до Државниот инспекторат за труд или да ги бараат своите права по судски пат. Во голема полициска акција во Албанија е разбиена криминална структура осомничена за меѓународен шверц на кокаин, а меѓу лицата за кои се издадени налози за апсење се наоѓаат 10 осомничени, вклучително и Сокол Бибеј, македонски државјанин кој според истрагата важи за еден од клучните членови на групата. Криминалната група делувала во периодот од 2019 до 2021, при што воспоставила добро организирана мрежа за транспорт на кокаин од Јужна Америка кон Европа. Каналите на шверц главно се одвивале преку пристаништата во Белгија и Холандија. Покрај шверцот со наркотични средства, истрагата открива дека групата се занимавала и со перење пари преку легални бизниси и инвестиции. Пожарот во Ираклион избувнал во магазин за дрва во областа Агиос Јоанис Хостос,
а поради големото количество запалив материјал, огнот брзо се проширил кон соседните објекти. Магазинот бил целосно уништен, а оштетени били неколку куќи и деловни простории. Жителите добиле препорака да останат во затворени простории и да ги затворат вратите и прозорците. Речиси истовремено голем пожар избубнал во земјоделско-шумската област кај Орхоменос во регионот Беотија. Поради размерите на огнот биле мобилизирани 105 пожарникари, 5 пешадиски противпожарни екипи, волонтери и 25 возила. Пожарот не ги загрозил блиските населени места, а по повеќе часовна интервенција активниот огнен фронт бил изгасен. Во акција на црногорската полиција, Американското федерално истражно биро во Котор е уапсен припадникот на иранската револуционерна гарда Амир Барати, обвинет од САД за хакерски напади со кои е оштетена американската инфраструктура за 3,4 милиарди долари. Приведениот 39 годишен Барати е државјанин на Турција и на Иран, против кого во Високиот суд во Њујорк се води кривична постапка поради кибер и организиран криминал. Во соопштението на црногорската полиција се наведува дека Барати е обвинет за заговор, компјутерска измама и хакирање и кражба на идентитети. Мегапроектот обиколница во Штип се заокружува бидејќи деновиве започна изградбата на уште еден мост на Брегалница, кој треба обиколницата да ја поврзе со регионалниот пат Штип-Радовиш кај Ново село. Кој практично ги поврзува ја поврзува обиколницата со едниот и другиот крај, односно страни на река Брегалница. Станува збор за инвестиција на општина Штип во износ од 70 милиони денари, нешто повеќе од 1 милион евра, средства од буџетот на граѓаните кои се инвестирани во капитална инвестиција, која верувам дека ќе овозможи иден развој на овој дел од градот. Всушност, обиколницата која претходно беше започната и на која веќе се интензивно работи, за да добие употребна вредност и да добие функционалност, неопходно беше изградбата на овој мост. Мостот и обиколницата се од посебна важност за Штип, но и обкружувањето. Обиколницата, мостот, но и сите сообраќајници кои се градат на територија на општина Штип, верувам дека ќе овозможат побрз проток на возила, скратен пристап до одредени делови на градот, побрзо поврзување на одредени населби и иден развој, како што пред малку напоменав, затоа што паралелно на изградбата на овие нови сообраќајници кои претходно никогаш не биле трасирани и регулирани, се прават детални урбанистички планови за да се овозможи иден развој на овој потек со зона за домување, со зона за лесна индустрија, со зона за деловни објекти, што ќе придонесе за ширење и развој на градот Штип. Освен овој, во план е изградба на уште еден мост кој ќе ги поврзе населбите Баби и Македонка. Во завршна и финална фаза е проектирањето на уште една ваква сообраќајница со нов мост на река Брегалница. Тоа е помеѓу населбата Баби и населбата Македонка, која верувам дека во 2027 година ќе започне со активности и со работа. Инаку, до крајот на оваа година се очекувањата да веќе конечно биде ставена во функција обиколницата која ги поврзува Плуждино со населба Пребек и Железничка, комплетно во функција со изграден нов мост на река Брегалница. Општина Македонска Каменица наскоро започнува со процена и репроцена на недвижниот имот. Со неа граѓаните точно ќе знаат за колку пораснала вредноста на нивните недвижнини во изминатиот период. Општина Македонска Каменица и во минатото правила проценки и репроценки, и тоа е законска наша обврска, така да од понеделник 29.6.2026 година ќе започне повторно постапка за проценка и репроценка на недвижен имот на целата територија на општината, согласно законот за даноци на имот. Целта е да се ажурира даночната евиденција и најважно, на што особено ќе обрнеме внимание, да се обезбеди еднаков и правичен третман на сите даночни обврзници. Со цел ажурирање на евиденцијата и утврдување на фактичката состојба, се замолуваат граѓаните и правните лица да ги подготват имотните листови и целокупната документација за недвижностите со кои располагаат, во случај истата да биде побарана од овластените лица. И за таа цел ги повикуваме граѓаните и правните лица да соработуваат со овластените лица, затоа што ќе има екипи на терен, и доколку биде побарано од нив да достават потребната документација, се мисли на имотни листови и друга документација како доказ за поседување на имот.
Стаменкова упати повеќе до сите даночни обврзници кои имаат неподмирени обврски по основ на данок на имот, истите да ги подмират во најкраток можен рок. Воспротивно, воедно апелираме до сите кои имаат неподмирени обврски, секој сме имале разбирање и за правните и физичките лица, некои се отсутни од државата, некои по разни основи ги немаат подмирено давачките, со цел да ги избегнат законските постапки и присилна наплата дополнителни трошоци е да се ги подмират во најкраток можен рок давачките кон општината. Целта на репроценката е обезбедување точна и ажурирана даночна евиденција, унапредување на даночната дисциплина и еднаков третман на сите даночни обврзници на територијата на општина Македонска Каменица, велат од општината. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство соопшти дека од 1 јули до 31 август ќе биде во сила целосна забрана за движење во шумите и шумското земјиште на територијата на државата, поради зголемената опасност од појава на шумски пожари. Во наведениот период, движењето низ шумите ќе биде дозволено исклучиво со претходно добиено писмено одобрение од надлежните подружници на јавното претпријатие Национални шуми или од управите на националните паркови, во зависност од подрачјето. Потенцираат од Министерството. За непочитување на забраната се предвидени високи парични казни. Физичките лица кои ќе бидат затекнати да се движат во шума или на шумско земјиште без дозвола ќе се соочат со глоба од 1500 до 2000 евра во денарска противредност. Различни се мислењата на нашите соговорници денеска на Штипскиот градски пазар во прашањето дали 1000 денари се доволни за еден пазарлак. Едни велат да, други велат не. Да ги слушнеме нивните ставови. Дали се доволни 1000 денари за пазарлак? За тука ли? Да. Па зависи колку е фамилијата. Мислам колку е голема фамилија, така ние кои што сме двајца, тројца, 1000 ми е многу. Се ако купам и грајо, риси, компири и се, ќе си стигне. И нешто од овошје, ќе стигне 1000. А кога не стигне? Не, мислам, помалку од 1000 се ја трошам јас. Затоа што не зијам толку работа. Сега може. А пред тоа беше скапо, сега поевтино малку. Сега 1000 ќе? 1000 ќе биде 1000. Не. Колку? Ќе нешто на овие даде 300 дена. Значи повеќе од 1000 треба да се. Да, треба повеќе да има пари да се купиш. Ако немаш пари, за 1000 ништо не може да земаш. Ова беше мислењето на нашите соговорници. Но што на ова велат пазарџиите? Дали ќе се согласат или ќе демонтираат? Вака се јас ќе кажам, зависи од што ќе земеш потрошувачот. Ќе направиме некоја операција. Ако земе речеме до кило 500 денара, 2 кила патеџани по 60-120, тоа му е 220 и нека земе кромит по околу 500-600 денара. Сега, ако сака да земе граф, ориз, у исто време, тоа ќе веќе кошта 1000 денара. Меѓутоа, за 3000 денара треба половин тезга да ми ја земе. Ола тезга? Да. Нормално, ако земат повеќе производи, Бога ми да се 1000. А ако земе помалку, ќе му стасат и помалку. Кај да речеме како? Обично одат со 3 до 400, од 300 до 400 денара. Имам само 3 до 4, муштериите ми дават испод 1000, нагоре од 1000, подруват. Ама тие имаат се што има, а оние другите обично 300 до 400 денара. Шведската министерка за клима Ромина Пурмохтари го донесе својот 3-месечен син на состанокот на Советот на Европската Унија во Луксембург на 25 јуни, при што се осврна на рамнотежата помеѓу работата и животот. 30-годишната Пурмохтари пристигна на состанокот во Луксембург со својот син Адам, врзан за незините гради. Тоа беше прв пат бебе да присуствува на состанок на министри на Европската Унија. Пурмохтари стана најмладата министерка во владата на Шведска, која ја презеде функцијата во 2022 година, што туку се врати од породилното отсуство и сакаше да покаже дека мајките што работат не мора да избираат помеѓу кариера и семејство. Утре времето сончево со температури кои ќе се искачат до 35 степен. Ветрот ќе достигне брзина од 8 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 32%. Температурите по градови се следните:
Штип и Карбенци со по 35 степени, во Проби Штип 31, Чешиново, Блешево и Кочани со по 34 степени. Температурата во Виница до 33 степен, во Македонска Каменица и Делчево до 31, а во Пехчево и Берово максимални 27 степени. Според православниот календар, утре е ден посветен на светиот пророк Елисеј, во католичкиот на Кирил Алекса.